Најпрвин, дозволете ми да упатам јавна и искрена честитка до владата, особено до нејзиниот тим за финансии и економија, кој успеа да биде лидер во носењето предлог закони за заеми и за финансиска поддршка. Во услови на економска, енергетска, топлинска и секаква криза, оваа влада успешна е само во позајмици и во креирање на некакви си пакети за економска помош, кои нималку не се она што реално им е потребно на македонските граѓани и на стопанството. И додека владата ова го прави, во собранието имаме пратеници од мнозинството кои немо ја следат оваа катастрофа и само го чекаат да дојде чинот на гласање, молејќи се при тоа што помалку да има пријавени за збор пратеници од опозицијата и што помалку да бидат жестоки во критиките. Ваков случај имавме и изминатиот петок, кога на Комисијата за финансирање и буџет се расправаше поднос на предлог законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза, нормално по скратена постапка, и кога на мојата жестока критика по однос на мизерната и задоцнета, истовремено и селективна и условена предвидена помош кон граѓаните, пратениците на мнозинството уште пожестоко ме нападнаа дека сум говорела за се и се што и дека мојот тон на гласот бил многу висок. Вчера повторно имавме седница на Комисијата за финансирање и буџет, на која се разгледуваа денешните две точки за заемите од Светска банка и од ММФ, кои вкупно изнесуваат 550 милиони евра и за кои не се разви речиси никаква дебата, освен што пратениците на опозицијата го кажаа своето мислење и само еден пратеник од власта реплицираше. Навистина не знам што да кажам за ваквото немо проследување на заеми кои остануваат на грбот на секој македонски граѓанин, без разлика на тоа дека еден ден нема да ги имаме актуелните министри и дека еден ден и ние нема да бидеме пратеници. Ние ќе си заминеме, ама долговите ќе останат. И конкретно, за заемот од Светска банка кој изнесува 20 милиони евра плюс 4,9 милиони евра грант од Европската Унија, истиот опфаќа, односно е наменет за 3 компоненти и неколку подкомпоненти во нив. Првата компонента се однесува на поддршка на реформите за управување со јавните расходи и чини 14,69 милиони евра. Втората компонента е за зајакнување на практиките за даночно управување и системите во УЈП и чини 8,135 милиони евра. И третата компонента е наменета за поддршка на управувањето со промени, координација на донатори и управување со проекти, изнесува 2,025 милиони евра. Конечно, на 15 декември оваа година, Светска банка ќе го одобри финансирањето на проектот кој што гласи Проект за градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии. И не знам или знам зошто, ама ова веднаш ме насочува на тоа јавно да се запрашам колку нашите финансиски институции се ефективни, транспарентни и отчетни и дали е добро на институции кои досега не биле ефективни, транспарентни и отчетни да им се дадат дополнителни финансии за да бидат она што треба, или треба најпрво и пред се да се повикаат на одговорност и да одговараат за досегашната нивна неработа. Бидејќи ова повеќе ми личи како награда, иако Светска банка го толкува и го предвидува како помош и поддршка. Може би Светска банка не знае дека од изгласаните 6 пакети анти-ковид кризни мерки кои чинеа вкупно 576 милиони евра, реализирани се само 427 или не се реализирани точно 149 милиони евра, што е официјален податок од Државниот завод за ревизија. Во третиот од 6 изгласани антиковид кризни пакети имаше ветување за ваучери за сиот медицински персонал кој работеше за време на ковид пандемијата во сите инфективни клиники и одделенија по болниците. Дали Светска банка знае дека персоналот од Гостивар и Струмица не ги доби овие ваучери, а се однесуваа за исплата на по 20% од плата во месеците април и март 2020. Денес сме 2,5 години потоа и никој не одговара за ова измама кон здравствените херои од Гостивар и Струмица, ниту пак одговара за испарените 149 милиони евра.
Заради ова, реален е и мојот сомнеж дали овој заем реално ќе се искористи и ќе добиеме со него реално ефективни, транспарентни и отчетни институции кои управуваат со јавните финансии. Најреално е, како што кажав, дека овој заем ќе го исплачаат македонските граѓани. А никој нив не ги прашал дали се за нови задолжувања и дали конечно веруваат дека овие две задолжувања од вкупно 550 милиони евра позитивно би влијаеле врз нивниот реален секојдневен живот. Реалноста е дека Македонија има граѓани кои денот го поминуваат со по 2 евра и дека нивната сиромаштија се потценува со вакви заеми. Наместо власта да се позајмува и да дели поддршка, која е задоцнета и недоволна, власта треба да инвестира во капитални инвестиции, а не да зема процент и провизија од секој тендер, склучен во 4 очи за време на оваа криза. Власта треба да отвара нови работни места, а не да затвара. Власта треба да им креира поволни услови на домашните и странски инвеститори, а не да ги заглавува во лавиринти при собирање документација и да им наплаќа настрана и поединечно за секој документ. Конечно, власта треба да се свести дека не ја бива и дека вака повеќе е неиздржливо. Станавме држава која зависи од заеми. Платите и пензиите со следниот највисок буџет, кој е инфлацијски, ќе бидат доведени во прашање ако не е заемот од 530 милиони евра од ММФ, кој што е на следната точка. Јавниот долг ни е повисок од највисокиот буџет досега. И треба ли уште да не бројувам и треба ли да бидам внимателна кога ќе ве наречам неспособни и незаинтересирани? Затоа, можам само со жалење да констатирам дека не водите кон сигурен банкрот и дека за тоа не се виновни ковид пандемијата, војната во Украина и енергетската криза ширум светот. Тие за оваа власт се само одлично алиби за нивното кризно профитерство. Во време на криза точно е дека сите треба да штедат, ама буквално сите. Не може некој да јаде бифтеци и да ни продава ЕУ вредности, а некој од контејнер да бара фрлена храна и да биде среќен ако ја најде. Не може во време на криза да се покачува минималната плата, а после да не следува рамномерно покачување на сите останати. Не може да се манипулираат студентите и да се лажат дека оваа година ќе им биде исплатен неисплатениот, а законски следователен субвенциониран студентски оброк за минатата година. Една година буквално им го скративте оброкот и вас не ве интересира што ќе се случува во наредната студентска 23-24, затоа што тогаш веќе ќе си ги имате спакувано вашите куфери за заминување од власт. Затоа што вас не ве засега што ќе оставите после вас. Вас ве засега колку да заработите додека сте на власт, а на грбот на осиромашените македонски граѓани. После вас потоп. Тоа е вашата максима. Конечно и сосема за крај. Бидејќи и самиот премиер, оној кој треба или барем треба да биде најодговорен за системот, призна дека системот не функционира. После една ваква изјава на премиер, во секоја нормална држава треба да следува негова оставка, ама и одговорност. За жал, кај нас премиерот не одговара, а пратениците од мнозинството немо ги гласаат неговите непристојни предлог закони за нови задолжувања, закони за нови понижувачки антикризни мерки и закони за ново продолжување на кризите. Каде се видело криза да се продолжува, а пред тоа да не се одговара зошто со претходната ништо не се постигнало и ништо не се превзело. Ова го има само во Македонија и само со ваква власт. Дали е неспособна и незаинтересирана или е способна и заинтересирана, тоа најдобро го зборуваат нашите и вашите сограѓани. Вчера ви навалија студентите, па невешто ги изманипулиравте. Утре очекувајте ги и синдикалците и вработените во градинките, во училиштата, во болниците, пензионерите, земјоделците. Продолжете да си правите журки во Собраниево, а пратениците на мнозинството нека продолжат да си молчат. Нивниот молк, впрочем, е доволен показател дека и тие немаат или не смеат ниту збор да кажат, или пак да прашаат каде ги води оваа власт. Како што и претходно кажав, во сигурен банкрот. Ви благодарам за вниманието.